сепак ќе говориме на една тема за која што вреди да се зборува токму во овој период. Ќе говориме за градежните работници, па и генерално работниците кои што работат секојдневно на отворено и кои истите всушност се изложени на загадениот воздух кој што владее во зимските денови, но исто така и на ниските зимски температури. Ќе напоменеме нешто повеќе за тоа со какви предизвици се соочуваат, но и колку генерално овие работници се заштитени. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка Маја Лосковска, експерт за безбедност и здравје при работа во Македонското здружение за заштита при работа. Да и посакаме добро утро. Добро утро. Вака, значи, градежните работници и сите работници кои што работат на отворено се среќаваат со многу предизвици во зимски услови. Тоа се ниските температури. Постои опасност од хипотермија, постои опасност од смрзнување, постои опасност од поради ветерот, поради зголемената влажност во воздухот и силниот ветер, постои опасност од нарушување на моториката при движењето, бидејќи работникот веќе не може алатот исто да го држи како што кога температурата е нормална. Постои исто така опасност кај сите градежни работници постои исто така опасност и од смрзнување, значи периферните рацете и нозете обавезно треба да бидат заштитени за да може работникот убаво да работи. Исто така постои опасност бидејќи тој ја носи личната заштитна опрема која што треба да ја носи во зимски услови и самата таа нелагодност му создава отежнато движење. Генерално со сите овие опасности секој работник треба да знае да се носи бидејќи сигурно има поминато обука, но тука исто така и загадениот воздух како опасност во зимските услови кој што дополнително му создава тешкоти бидејќи работникот веќе работи на отворено. Знаеме ние на градилиште дека има отворено градилиште, има и прашина и цео, бидејќи во близина на машини работи кои што вршат ископ и слично, значи тој веќе е изложен на загаден воздух, дополнително загадениот воздух со присуството на PM честичките кои што се зголемени во зимските услови, кога загаденоста е поголема, дополнително и сето тоа создава дополнително оштетување кај здравјето на секој работник. Видите, дополнително оштетување има и дополнително од нивната работа, односно од околината и од загадениот воздух. Дали се случува во оваа категорија да има навистина голем број на работници кои што се соочуваат со респираторни здравствени проблеми? Да, има работници кои што се случува, значи да има работници кои што имаат проблеми како со професионални заболувања и проблеми во респираторните органи. Значи имаат проблеми хронично обструктивно белодробно заболување, се јавува астмата, понатаму се јавува болка и стегање во градите. Сите тие болести треба да ги следи Институтот за јавно здравје и сите тие податоци во однос на професионалните заболувања и болести поврзани со работата, кај работниците ги следи Институтот за јавно здравје и секако води евиденција за нив. Кои се оние законски мерки кои што постојат и треба да се применуваат за заштита на самите работници кои што работат на отворено? Па согласно член 19 од Законот за безбедност и здравје при работа, секој работодавач има обврска прво и основно да ја следи здравствената состојба на работникот. Значи веднаш кога ќе почне тој на работа, прво што треба да направи работодавачот да го испрати на систематски преглед. Понатаму не е само систематскиот преглед, туку тој треба да ја следи, значи неговата здравствена состојба, доколку има потреба од дополнителни насочени периодични прегледи и така натаму. Тоа е обврска. Друга обврска на работодавачот е да спроведе обука за безбедна работа. Обука за безбедност и здравје при работа. Друга обврска треба да му овозможи соодветна лична заштитна опрема. Значи личната заштитна опрема, според правилникот за употреба и користење на лична заштитна опрема, работодавачот ја доделува 2 пати во годината, на лето и на зима. Значи имаме посебна летна и зимска опрема. Доколку секако постои некакво оштетување или нелагодност на истата, работникот има право да побара од работодавачот за замена или доколку се искине оштети да побара нова. Понатаму работодавачот исто така има обврска кон секој работник да направи покрај обуката да направи информирање и обука за познавање со ризиците на тоа работно место. Значи, покрај тоа што тој ќе го информира со обуката, тој треба да ги процени сите ризици
кој што ги има работникот на тоа работно место, да го информира за истите и да превземе согласно превентивни и заштитни мерки како би го заштитил работникот. Друго, работодавачот треба да ја организира работата. Што значи да ја организира? Значи да ја прилагоди спрема работните услови и спрема временските услови. Например, ако сега е многу загадено и нема потреба да се работи во некаков објект, зграда, надвор, например, не може да се извршуваат сега фасадерски работи, согласно и температурните услови, тој со самото тоа што ќе организира работата, значи ќе направи внатре да се извршуваат за нечиско интериерски работи кои што секако треба да се завршат, а кога ќе има услови, тогаш ќе се заврши фасадата или партерното уредување на објектот. Значи, на тој начин со тоа што ја организира работата, фактички работодавачот овозможува да се го сочува здравјето на работниците. Повеќе ја заштитам, да. Да, ги заштитува работниците поточно. Пред самиот крај, бидејќи напоменавте дека работникот треба да добие и летна и зимска опрема, во зависност од временските услови, од периодот, што доколку не добие соодветна опрема за работа, дали може слободно да ја одбие работата, што следува понатака? Да, согласно член 45 од Законот за безбедност и здравје при работа, секој работник има право да одбие работа доколку не ги исполни овие услови, односно овие обврски кои што ги напоменав работодавачот, и доколку за сето тоа има аргументи, докази, дури може, што се вели, да поднесе постапка за насуд, бидејќи е загрозено животот и здравјето на работникот, а работодавачот настојува да ја заврши работата, дали треба на скеле да се качи или да работи во загадени услови или при екстремно ниски температури каде што не може да се работи, едноставно моториката на телото не е иста, движењата, постои опасност од лизнување, сопнување и така натаму, значи работникот има право да одбие работа. Ви благодарам за одвоеното време и што имавме можност да зборуваме на оваа важна тема. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Тоа беше Маја Лосковска, експерт за безбедност и здравје при работа од Македонското здружение за заштита при работа. Говоревме на тема колку ниските температури и загадениот воздух на некој начин и не влијаат, односно не се во прилог на градежните работници и работниците на отворено. Кога веќе го напоменавме загадениот воздух, може да се напомене дека утринава индексот на квалитетот на воздухот изнесува 97.